Почитуван собственик на Hightech, господин Сава Станкович, почитувани медиуми. Денеска задоволство ми е што сум во уште една успешен обид на македонските компании да покажат како треба да се справуваме со економската криза, како треба да се поставиме во глобалната економија и како се станува конкурентна компанија. Hightech е една семена компанија која што има традиција од 40 години. Започнато како сите други компании во државата, но која што покажала дека само со инвестиции во истражување и развој може да станете конкурентен не само на македонскиот пазар, туку во регионот и на глобално ниво. Ова е една од 245 компании која што во изминатите 3 години има склучено договори за финансиска поддршка од страна на државата, од мерките за планот за економски раст, односно законот за финансиска поддршка на инвестиции. Компанијата Hightech во овој момент само во Македонија вработува 200 вработени, иначе присутна уште во 4 други држави, или со вкупен број на вработени од 265 вработени. Изработуваат производи со додадена вредност, така наречените PCB или Printed Circuit Boards, кои се користат во сите електронски уреди на автомобилската индустрија, авионската индустрија, апарати за домаќинска, медицински уреди, индустријски машини, комуникацијска технологија и други сектори. Тоа што ме радува е што поголемиот број на вработени се високо едуцирани луѓе, тоа се инженери, претежно инженери, солидно платени за својата работа, а секако го користат својот потенцијал и знаење дома во нашата држава. Ова е пример како за секој едно младо лице може да се покаже дека има можност и во нашата држава да се успее и да покажеме колку можеме да придонесеме целокупно во регионалниот развој, но и пошироко. Го поздравам исто така ентузијазмот на оваа компанија и собственикот кој беше првиот кој што инвестираше и во објект во технолошко-индустријска развојна зона пред 2 години, со тоа што покажа дека и македонски компании може да инвестираат во технолошки индустријски развојни зони и дека тоа не е само мит, туку само една визија во која што македонските компании можат, ако знаат како, да ги искористат сите поволности кои што државата ги нуди. Владата ќе биде партнер на успешни компании, компаниите кои се технолошки развиени, да продолжат понатаму и во таа насока, да растат, да се развиваат, да наоѓаат нови пазари и секако да го зголемат и обемот на производство, прометот, но секако и бројот на вработени лица од Македонија. Верувам дека со овој пристап сите добиваме. Добиваме побрз и одржлив економски развој, а граѓаните добиваат можност за поквалитетни и подобро платени работни места тука во нашата држава. Да се остварат лично и професионално во Северна Македонија, да ја градат својата сегашност и да ја планираат својата иднина. Цел ни е сите успешни компании да бидат уште поуспешни, уште поконкурентни и да ги има уште повеќе. Тие се едни од нашите најдобри амбасадори во светот. Успехот на нашите македонски домашни компании е гордост за сите нас и нас тоа ќе не пресликува и во благосостојбата на нашето општество. Само да напоменам дека ова е во низата на посети кои што јас ја започнав пред неполни месец дена. Ја ќе продолжам да идам кои сите компании кои што покажуваат колку и како може да бидете дел од вредносен ланец на регионалниот пазар, но и на светската глобална економија. А секако посетите нема да значат протоколарни посети, туку посети во кои што ќе ја давам мојата целосна поддршка на владата за сите нивни напори и за сите нивни идни инвестиции. Јас сум задоволен од денешната посета и не само куртуазно да кажам дека имаме посета на разбирање за она што го правиме како компанија и за она што ни е потребно како компанија.
Оваа година, иако е особено тешка за стопанството, верувам дека е за сите луѓе, но и за стопанството, ние успеавме со политиката на инвестирање и политиката на градење технологии кои што може да се надпреваруваат на светско ниво, да обстанеме во нашиот развој и напредок. Оваа година е поуспешно од сите претходни наши години. Можам да кажам дека негдека за 10 до 11% очекуваме да биде подобро од минатата година. Исто така очекуваме раст во вработувањето негдека од 9% оваа година, значи со додатни нови кадрови очекуваме уште подобри резултати за идните години. Ова што владата го прави, да ги поддржува компаниите кои што, еве како нас да речеме, инвестираат и во овие тешки времиња, особено компаниите кои што излегуваат на странските пазари во силна конкуренција, ќе значи не само посрек за нашата компанија, него треба да биде посрек за сите компании во Македонија, дека иднината ќе ја бараме на светските пазари, кои што се огромни и кои што ни даваат секому можност да успееме и секако да го подобриме оној биланс што го имаме трговски како Македонија. Ние, јас во својата историја од 40 години, нон-стоп сум присутен само на странските пазари и успевам да покажам на помладиве генерации дека иднината можете да ја градите и во Македонија, независно што сте, да речеме, еве малку на периферијата од Централна Европа, само ако знаете да се посветите на тоа, ако сте едуцирани и ако се разбира бидете long term, значи да работите на долги стази. Нема никаде нешто направено само за 1 или 2 години. Еве, јас сум 40 години во оваа индустрија и останувам понатаму верен на мојата индустрија и на моите луѓе и на мојата Македонија.